Целта на овие форуми е секако да се слушне јавното мислење. Тој пристап од долу нагоре, да не биде диктирано, да речеме, од врвот на државата што треба да се прави во нашиот регион или во нашите општини, затоа што граѓаните најдобро знаат што е тоа што треба, кои се проблемите и што се треба да се реши и како да се направи тоа. Затоа е целта на овие форумски сесии. На денешната првата форумска сесија, е поделена на два дела, каде што има за избор на различни проекти. Првиот дел е преку грантовата шема, каде што ќе бидат доделени финансиски средства само за еден поголем проект, што би бил регионален, и е во висина од минимум 320.000 евра или некаде над 20 милиони денари, со тоа што доколку општините имаат интерес и сакат проектот да биде некој поголем, може да учествуваат со сопствени средства, односно со кофинансирање. Во вториот дел е планиран избор на проекти во делот на програмата за равномерен регионален развој за 2022 и индикативен буџет за 2023 година. Ние како југоисточен регион имаме околу 46 милиони денари на располагање, за кои што граѓаните ќе предлагаат, а после тоа за овие проекти Советот за развој на југоисточниот плански регион, односно градоначалниците ќе одлучат што е тоа што е приоритет кај нас. Кои приоритети досега ги искажа присутните? Ова што работеа по работни групи, селектираните области најмногу е во делот на заштита на животната средина и морам да кажам во делот на економски развој и туризмот. Како најприоритетни области има во делот на отпад, секако, загадените води во нашиот регион, меѓутоа и нови туристички содржини и подобрување на туристичката понуда во нашиот регион. Секако искуствата се одлични. Јас можам да кажам дека дури како регион служиме пример кај другите, затоа што многу проекти што се спроведуваат на ниво на југоисточен регион, бидејќи далек како добар пример, даваат резултати, по истиот пример имат спроведувано исти такви проекти и другите региони. Сега, бараме решение на проблемите, ќе подготвиме концепти, повторно ќе се собереме каде што ќе дадат приоритет истите луѓе што се тука, ќе ги приоритизираат. Најбитните 3 приоритети ќе бидат подготвени како апликации и аплицирани до крај на 31 мај. Се очекува некаде септември оваа година да започне, да биде избран проектот, склучен договор и да започнеме со реализација.